Добро утро, Македонија. Да, тука некаде пред крајот на емисијата, последниот појас го отвораме по 9 часот во денешното издание на Македонија на утро. На тема спорт имаме заедничка тема. Знаеш дека да. Сега се согласивме. Да, се согласивме. Конечно. Што е да. На една тема. На една тема се согласуваме. Македонецот што одбрани светската титула. Бобан Илиевски ни е гостин ова утро, спортистот на Македонија за минатата година, светски шампион во кикбокс. Добро утро, Боби. Како си? Добро утро, супер. Како сте вие? Неслучајно те прашуваме како си со повредата која што беше актуелна и пред мечот за титулата, но и сега. Па да, искрено ми е мило што ќе можам да поразговарам малце за тоа. Тоа беше еден момент кај што го прикрив и сакав лично само за себе да го пребродам тој период. Ја добив 2 недели пред одбрана на титулата, више борбата беше договорена и не сакав ни да размислувам на откажување. Последните 2 недели се фокусирав и решив да најдам решение како да искочам и да се борам со здобиената повреда. Имав некои луѓе што ми помага, доктори Стефан Ефремов, морам да го напоменам, и психолошки работеше со мене, а и со терапии. И мислам дека тој беше еден од клучните луѓе што ми помогна за да можам да искочам на борба и да извојувам победа. Тука морам под прашање да имам едно, со оглед на тоа дека кикбоксот е една вештина која што може на повеќе делови од телото да направи повреда, затоа веројатно и се подготвувате и знаете како и да се заштитите, но сепак повредите, затоа што јас исто тренирав кикбокс и се уште и повредата која што ја имав, се уште за цел живот се ја носам. Како е кај вас, кај спортистите кои што сте професионални спортисти, која прави таа проценка дали ти можеш во таква состојба да се надпреваруваш, затоа што жилбата твоја е едно, но проценката се разбира е друга. Па реално ако гледаме со таква повреда, најпаметно е да не се надпреварувам, али лично јас за себе мислам дека моментот што ќе се чувствувам многу подобро за време на борбата и со тоа што ќе си докажам сам на себе дека сум направил нешто што без разлика дали докторите ќе нема да дозволат да се борам, сум направил нешто против сите, што сам сум го одлучил и сум нашол решение и сум докажал и на себе и на сите дека е возможно да се направи тоа. Дека пречки не постојат, да. Да, кога си има волја. И буквално мислам дека мене ми беше потешка борбата со повредата отколку со противникот и мислам дека многу поише ми представуваше задоволство тоа што повреден искочив на борба отколку што го победив противникот. Слаб беше противникот или Бобан беше добро подготвен? Забележавме голем тим имаш за себе, забележавме и на инсертите. Како иде тоа подготвување, како иде тој процес, колку луѓе се задолжени ќе ставиме под наводници, кои што работат заедно со тебе, се за тебе, за целиот процес, па и по борбата, верувам дека сега си во некој период на опоравување. Да, моментално сум во период на опоравување и овој период ќе го искористам да се опуштам, поради тоа што имам пред секоја борба се изложени на голем стрес и притисок. Исто така тимот има голем удел во свет тоа. Многу е добро кога си со луѓе што те поддржуваат и ти даваат мотивација и поддршка во било која одлука што ќе направам. И мислам дека и тренерите имаат голем фактор за се ова што се случува сега, што се случи на мечот. И подобро мислам дека од ова што ми се случи сега на мечот не можев да извојувам. Боби, како се одвиваше од надпреварувачки аспект, како се одвива подготовките и мечот за одбрана на титулата? Колку беше свесен за предизвикот и колку ти беше товар? Спортистите сакаат да кажат дека е полесно да дојдеш до врвот отколку да останеш на врвот, бидејќи кога си таму горе, сите сакаат да те победат. Тоа е исто во секој спорт, особено во боречките вештини кога се во прашање. Искрено, јас сум човек што кога ми се даде предизвик, тоа ме води, тоа ми е мотивација за да го издржам цел процес во припремите. Почнав многу добро да се спремам, припремите се одвиваа одлично. Колку време трае? Околу 3 месеци пред надпреварот. Припремите траја многу добро, више последните месец дена почнав да се чувствувам стварно многу мокно и
не знам кој беше, значи телото е секое тело индивидуално, дали поради тоа што бев изложен на голем притисок и многу напорни тренинзи, тренирав дури по 3 пати во денот и најверојатно више телото почна си дава знаци дека сум префорсирал. За време на тренинг ми се скина препон и тоа е сериозна повреда, кај што више нозете не функционираат, а нозете во кикбоксот, како што знаеме сите, се најпотребни. Дури имаше момент само што почна мечот, после првиот удар, што се случи во прва рунда, Со посилната нога, на десната страна е повредата. Со повредената нога, мене више ногата ми беше откажана и чувствував многу голема болка, но последните 2 недели, од кога ми се случи повредата, се реков сам на себе, сега морам овие 2 недели ја да дам команда на мозокот и на телото дека болката што ќе чувствувам сега за време на тренинзите е истата болка што ќе чувствувам и за време на борбата. И од кога удрив нога, од кога почувствував таа болка и жештина во ногата, мене телото и мозокот ми беа навикнати на таа болка и не беше шок на телото. Поради тоа што тие што се занимаваат со овој спорт и што знаат како функционира тоа, телото кога ќе осети болка, мозокот кога има команда дека прима штета, телото омекнува и кондицијата многу побрзо и автоабстиненција прави на тој екстремитет, едноставно не му доаѓа командата да го користи. Добро, зборувавме и за противникот, збор 2 и за него, на кој квалитет, на кој ниво беше? Противникот беше стварно културен и добар дечко, добар спортист. Имаше момент кај што он малце, не можам да кажам арогантно, тоа е неговиот стил, на секој човек си има различен стил, како на некој начин го прикрива стравот. Имаше доста публика, 1000 души имаше публика што навиваа за него. Немам лошо мислење, разговаравме, све беше најспортски. Уште еднаш да потсетиме само арената, градот каде се одржа се тоа? Се одржуваше во Женева, во Швајцарија. Беше све на ниво, не угостија добро, публиката беше на негова страна секако, али тоа ми беше поголем стимул да дадам све од себе и да извојувам победа. Добро, Боби, ги гледаме инсертите постојано. Спомена еден момент кој што сакам малку повеќе внимание да посветиме, психолошкиот момент, кој што не само и за подготовките, велиш морав да се подготвам и за болката психолошки, да ја надминам болката за да можам да го поминам целиот надпревар, но целата борба, но и за време на надпреварот имало 1000 души кои што биле навивачи, така, за противникот. Не си на твој терен, на тук терен си, имаш повреда која што си ја носиш, се бориш самиот со себе, сето тоа. Колку психолошкиот момент е пресуден на последниот удар, на тоа дека ти треба да победиш? Да, искрено, поради тоа што лани ја се надпреварував пред моја публика и тоаш ја освоив титулата. И според мене многу поголем притисокот кога се бориш пред публика што навиваат за тебе, поточно на домашен терен, отколку кога се бориш на тук терен. Верувам дека исто и он притисокот му бил многу голем, поради тоа што он мора да ги оправда очекувањето на луѓето што дошле да навиваат. Од моја страна тоа е олеснување, поради тоа што ја немам во тој момент на што да размислувам. Значи јас само размислувам да дадам све од себе и да се покажам во најдобро светло. И да се обидеш да не ги слушаш? Во тој момент мене тоа само ме мотивира. Има еден момент кој што мене има освоено, кога е во прашање кикбоксот, колку ти е изострен слухот, значи ти, колку и да ти викаат, да ти зборат, ти го слушаш само тренерот. Да. Тоа е нешто неверојатно. И тоа се вежба, веројатно. Тоа се стекнува. Мислам дека со самото искуство доаѓа до тој момент да немаш притисок од публиката и све тоа. Дури ја тоа го гледам више на позитивен начин. Колку поише навиваат за него, јас во мојата глава си правам дека исто како да викаат за мене. И само еден човек слушаш? И успева да инструкциите на тренерите и може само да дадам све од себе и да се чувствувам најдобро после борбата, без разлика на исходот. Боби, пауза заслужена и поради мечот, нели? Треба помине одреден период пред следниот и поради повредата, можеби ќе биде и продолжена паузата. Каков е календарот за 2025 до крајот? Оваа година светско првенство во Абу Даби во ноември. Овој период ќе го искористам за да се опоравам убаво, да ги санирам повредите и после тоа со тренерите правиме стратегија и
го напаѓаме светското првенство. Каков квалитет се очекува да се види таму со оглед на тоа што индивидуалните борби и првенствата се малку различни, таму се повеќе борби во континуитет, интензитетот е поголем, притисокот е исто така присутен, знаеш дека кремот светски ќе биде таму и не знаеш од прилика знаеш, меѓутоа не знаеш со кој противник како што ќе се соочиш. Но мораме малце посериозен пристап да имаме кон тоа првенство, поради тоа што се работи за повеќе борби, 3 до 4 борби до финале, и мора да работиме посериозно во принцип да немам повреди за време на припремите, да бидам свеж, да бидам одморен, да бидам здрав и да можеме да направиме стратегија за секој противник посебно, за да може да извојуваме финали. Што се случува во моментот кога, да се надоврзам на прашањето на Јована, што се случува во моментот кога добиваш неочекуван противник? Може ли да добиеш неочекуван противник? Па да, може. Да. Значи, и што се случува? Како се адаптираш на пред да почнеме да се надпреваруваме? Вечерта со тренерите седнуваме, гледаме YouTube дали има борби, гледаме начинот на кој што работи и се бори. Седнуваме, правиме стратегија приближна, зашто секој борец напредува со секоја борба се поголемо искуство има. Правиме стратегија приближно. Првата рунда од борбата ја оставаме да видиме како се одвиваат работите, дали противникот напаѓа, дали поише се одбранува. И више за измеѓу рундите минута време пауза имаме, си правиме, се договараме стратегија на кој начин ќе работиме и тоа. Би се допадна, како велиш, во овој периодот кога се подготвувам, треба да останам смирен, подготвен, здрав и да се грижам за себе. Може би една од причините во која што твоето искуство сакаш да го пренесеш и на помладата генерација. Особено ми е драго кога слушам Волку, успешен спортист, дека сака своето знаење и искуство да го пренесе на помладите. Несебично подготвуваш училиште за кикбокс, за деца веројатно. Кикбоксот, верували или не, повеќе од било кога е број 1 спорт за жени и избор за жени. Тоа е од кој причина? Тоа јас од лично искуство можам да кажам дека навистина е број 1 за жени. До одредена возраст, поради тоа што навистина бара многу од телото и енергија. И сега, кои ти се плановите? Сакаш помали деца да бидат од која возраст? Плановите ми се од 7 месец да почнеме со тренинзи. Ќе има поише групи, ќе има група само за жени, група за деца, група мешано кај што јас ќе тренирам со нив, ја ќе се одржувам кондицијата и формата. И сите заедно ќе им го пренесувам моето искуство. Мислам дека голем дел од мојот живот го имам посветено на овој спорт, си го сакам овој спорт и одлучен сум да се занимавам до крајот на мојот живот со овој спорт и несебично да помагам, да градам шампиони, па не и само шампиони, некои луѓе ќе го прават тоа рекреативно. И мислам дека многу ќе придонесе за другите аспекти во животот на било кој човек, за изграда на поголема самодоверба, за дисциплина, за сила, за издржливост. Боречките вештини за многу луѓе се или табу тема или се стереотип. Стереотипите се, ајде, тие таму се тепаат. А табу темата е, луѓето не знаат што се случува. Мислам дека се рушат тие стереотипи, особено кога жените многу тренираат кикбокс. Како се справуваш со... За дамите слушнав? Како се справуваш со овој момент, кога се сочуваш со децата кои што сакаат да тренираат, бидејќи сигурно подготовките се отекнели на школата, и родителите кои што дали, кога, како, колку, што би се случило? Па со самиот тој момент дека детето што тренира нема потреба и не е обврзано да се надпреварува и да иде на надпревари, не е толку лош момент, поради тоа што за време на тренинзите ние тренираме кондиционо, тренираме снага, техника и мислам дека се поише и поише жени се застапени во овој спорт, со тоа што жените ни даваат до знање дека спортот не е ризичен, дека за време на тренинзите се чувствуваат добро, ја вадат негативната енергија и им значи за војнина, за дисциплината, за све друго. Добро, и се создава една здрава нација, па и подготвена нација за секакви предизвици, нели? Точно, да, ние мислам дека... Сакам фокус на тоа дека здрава нација се создава. И особено ми е драго психофизички. Да сакаат што повеќе деца да тренираат спорт. И се надам дека токму ти, Бобан, ќе бидеш пример за многу други спортисти и други спортови кои што ги тренираат, постигнуваат резултати, да го пренесат тоа на помладите.
Затоа што сите оние кои што те следат, те гледаат тебе како идол и би сакале да учат од тебе. И мислам дека така треба и да биде некој ланец. Да, лично за себе тоа сметам дека е така, поради тоа што има луѓе што не може да се пронајдат во тренерската улога, али ја лично многу сакам деца, многу сакам да покажувам, сакам кога гледам дека луѓето го сакаат овој спорт, дека се трудат за овој спорт, зашто искрено не е лесно. Константно се работи со раци, со нозе, телото треба да биде добро физички подготвено за да се издржи еден тренинг. И луѓето што сакаат мал предизвик, што сакаат да стануваат се подобри и подобри, ова е правиот избор за нив. Правиот избор за завршување на оваа емисија беше Богдан Илиевски. Ти благодариме што дојде ова утро, што те оставивме неколку дена, не те притискавме да се одмориш убаво од борбата, па да те повикаме во студиото. Ти благодариме што говори позитивно. Остануваме тука, остануваме промотори на спортот и на сето она што го правиш, да, и на здравиот начин на живот. Се гледаме со други резултати. Може би ќе го најавиме светското првенство, а потоа секако ќе бидеш гост. Да, се гледаме, ви благодарам многу на поканата и на убавите зборови.